Министерството за информатичко општество и администрација денес го објавува извештајот за вработените во јавниот сектор за 2017 година. Вкупната бројка на вработените, вклучително со акционерските друштва и преку агенции за привремени вработувања, денес изнесува 139.009 лица. Податоците се резултат на вкрстена анализа помеѓу информациите од Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за финансии, Агенцијата за вработување и Фондот за здравствено осигурување. Според овие податоци, во 2017 година сме имале 1299 институции и 128.722 лица во работен однос во јавниот сектор, значи без акционерските друштва и оние преку агенции за привремени вработувања. За разлика од овие бројки, регистарот на вработени во информатичкиот систем за управување со човечки ресурси, што треба да е основен извор на овие податоци, покажува различна слика, односно 1304 институции и 69.380 активни решенија. Причина за ова е нередовното и несоодветно внесување и ажурирање на податоците во регистарот. Она што сакам денеска да го потенцирам е дека активно работиме на конечно решавање на овој проблем. Со таа цел, како што веќе знаете, променивме 4 закони. Тоа се Законот за управата за јавни приходи, Законот за даночната постапка, Законот за придонесот за задолжителното социјално осигурување и Законот за вработените во јавниот сектор. Ова резултираше со значително зголемување на внесот на податоците во регистарот. Само за илустрација, во декември 2017 година сме имале податоци за 15.533 организациони единици. Тоа се сектори и оделенија. Додека денес, во март 2018 година, нивниот број е 37.615. По завршувањето на законски предвидениот рок од 3 месеци за внесување на овие податоци во регистарот, ќе следи санкција со неисплаќање на плата. И конечно ќе имаме регистар кој ќе одговори на задачата за која што граѓаните на Македонија платиле 2.153.000 евра во 2014 година. Овој извештај за прв пат го објавува и бројот на вработените во акционерските друштва во 100% собственост на државата, но и оние кои што се вработени преку Агенцијата за привремени вработувања. Ова не е законска обврска, но ова влада реши јавно и транспарентно да ги објави овие податоци и сите да може да ги видат. Во акционерските друштва во државна собственост има вкупно 8.633 вработени, а преку агенциите за привремени вработувања моментално се ангажирани 1.624 лица. Оваа бројка на 31. мај 2017 година изнесувала 2.064 лица. Денеска можеме да констатираме дека имаме намалување на бројот на вработените и преку агенциите за привремени вработувања, но и вкупната бројка на вработени во јавниот сектор е за 951 лице помала од онаа која што била на 31. декември 2016 година. После децении и децении имаме надолни, позитивни за мене, надолни трендови во вкупниот број на вработени во јавниот сектор. Благодарам. Доколку имате некои прашања, повелите. Еден. Министре, јас ќе ве прашам за едно прашање кое е поврзано со администрацијата, меѓутоа малку е надвор од оваа конкретна тема. Сакам да ве прашам за 1600 вработени кои имаат решение во секторот за рамковен договор, а со години земаат плата, а не се распоредени на работно место. Значи, до кога ова непринципијална, да кажам, политика кон останатите кои се вработени а одат на работа ќе трае? Ние вчера, ако не се лажам, имавме прес каде што веќе направивме распределба на 958 од овие лица. Остатокот, значи како што веќе рековме, даваме простор за влез на овие лица во соодветните институции, верувам дека за 2 месеци од сега и остатокот на до 1600 ќе бидат распоредени. Така што за ова веќе проблемот е во фаза на решавање. Од вчера веќе започна процесот на потпишување договори со нив и така натака. Така што после долго време конечно овој проблем го реши. Бидејќи колешката Милка го потреби моето прашање, мора ја твоето сега. Дали оваа бројка на вработени во јавниот сектор е, како што претходно разговаравме на брифингот, е доволна
лесно се менаџери управува со неа или е потребно кратење, бидејќи во минатото доста се зборуваше дека е преобемна и дека е непотребна и неефективна? За менаџирање не е апсолутно лесно да се менаџира, но повторно ќе кажам, значи моментално се изготвуваат и хоризонтални и вертикални, ги викаме, функционални анализи на целото ниво на јавниот сектор. Хоризонталната функционална анализа ќе ни го даде одговорот кои институции се препоклопуваат со нивните ингеренции, кои се нивните овластувања и така натака. Нешто што до сега го немало како централизирана информација никаде. Не само што ние како граѓани не сме можеле да ја добиеме таа информација, туку таа информација не постоела. Секој си креирал институции како што сака, министерствата, владата, собранието, кој како сака. Денеска конечно ги систематизираме овие сите информации, правиме анализа, го гледаме бројот на вработените и кој профил се и ќе имаме точна со бројки ваква анализа кои ни се несоодветствени на соодветните институции, а каков профил на кадар ни фали. И затоа ни е потребно време. И затоа велам, ние не можеме да кажеме готово 50.000 не ни требаат. Треба да знаеме кои се тие што ни требаат. Која е конкретната бројка, од кои институции доаѓаат, кои се по име и презиме. И она што е нашиот план, и како што веќе имаме неколку пати најавено, во соработка со реалниот сектор, со стопанските комори, да се обидеме да извршиме трансфер во приватниот сектор по одредени услови. Оваа операција е планирана за 2019 година. До тогаш ќе треба сите овие претходни подготовки да ги направиме, да утврдиме кои се препоклопувањата на институции на ингеренциите, да видиме кои се прекубројните и така натака. Но еве веќе се надзираат податоците. И самите гледате според бројот на институции какви се со колкав број на вработени и така натака. Колкав е процентот по етничка застапеност по овие институции? Ги кажете на брифинг. Да, имаше, значи околу 75% од вработените се етнички македонци, над 19% се етнички албанци и подолу нели се помалите етнички заедници отприлика. Дали некој од тие 958 административци што ги спомнавте пред 2 дена заедно со вице-премиерот Лика, веќе почна да работи или се појави во работното место? Па вице-премиерот веднаш почнаа со процесот на потпишување на договорите, сега не знам до каде се ќе ги прашате, тие го водат овој процес на распределување на потпишување на договорите. Од кога се Министра, имав 1600 порамковен вработени кои со години седеа дома, сега им бараме работа. Меѓутоа, вработувањата порамковен, институциите се уште бараат вработување порамковен. Тие нема да сменете законот, нема да преку секретаријатот за спроведување на рамковниот договор, туку преку институциите. Ке има ли уште нови и има ли оваа година одобрени нови вработувања порамковен и до која бројка ќе одиме понатаму? Значи, вработување само заради задоволување, зголемување, односно на правичната застапеност на етничките заедници во администрацијата, повеќе не се прават. Значи, огромната разлика од порано што се правило и сега и во однос на ова е дека вработувањата се прават во однос на барањата на институциите. Да, постои еден софтверски програм што се вика Балансер, кој што не е дел од законите, туку е дел од методологија на влада за правична застапеност на етничките заедници, кој што дава препорака за етничката припадност на следното вработување во одредена институција. Како што видовте, процентите се такви кои што се, значи 75, 19 и така натака. Она што е помалку знае да предизвика проблем овој Балансер е дека го гледа процентот на ниво на институција. И тука се уаат одредени проблеми, меѓутоа оно што ние како влада го имаме како стратешка определба. Едно општество за сите на вистина сметаме дека е концепт кој што мора да ги даде своите резултати и да се преслика и во администрацијата. Тоа не значи секогаш дека актуелните законски решенија или софтверски решенија се идеални и како што и за другите проблеми тоа го правиме, работиме и на да изнајдеме начини да законите и софтверот, било кој, не ни прават пречка за да ги задоволиме пред се потребите на институциите. И во овој момент мислам дека имаме најден механизам и разбирање да вработувањата се прават и ги пополнуваат потребите на институциите. Не се гледа ниту која е личната потреба на одреден индивидуалец или неговата етничка припадност, затоа што на вистина во оваа влада, барем за тие прашања сме апсолутно едногласни дека треба да има правична стапеност и нашиот концепт за едно општество апсолутно ги спроведеме до крај. Дали се знае бројот на вработените во јавниот сектор од кога пред промена на власта? Не, ние имаме бројката од 31 декември 2016 година и е таа намалена за 951 лице.
Која е причината за намалувањето од 951 вработен во јавниот сектор? Причината е затоа што вработувањата се правеле согласно потребите на институциите, значи имаше се вработување, не дека немаше, а не согласно потребите на партијата. И кога ги гледате потребите на институциите и соодветни луѓе доаѓаат на позиции што навистина е потребно, но ниту се пренатрупува администрацијата. И ако само вака нормално пристапуваме на работите, како и за многу работи, никогаш немале да се соочуваме со вакви проблеми како што се соочуваме. Велите дека според потребите на партијата, тоа значи дека се избркани по партиска основа? Не, никој не е избркан и тука можете и да проверите, апсолутно никој не е избркан од работа, туку луѓето или се пензионирале, значи имаме природен одлив, или самите напуштаат работно место за да се префрлат во приватен сектор, што е друг проблем, поатрактивен е. Од нашето министерство неколку професионалци си отидоа што навистина сакав да ги задржам, меѓутоа добија поатрактивна понуда во приватниот сектор. Значи природно само од себе се намалува бројката кога немаме неприроден наплив на вработување. Која е просечната плата на вработените во јавниот сектор? Тука мислам дека тоа го немаме во Министерството на финансии, може да ви ја кажа таа информација. Ние сме за информатичко општество, но ги немаме сите информации. Добро, Колеги, доколку тоа се ви благодарам. фала многу.